Официјално стартуваа активностите за новата сезона на Еврофан Перистер. Сезона на огромни исчекувања, на предизвици, сезона на враќање во Лигата на шампионите по цели 18 години. Шампионот на Македонија ги запали моторите, но и ги изненади своите фанови со засилувањата. Последното е поранешен освојувач на Лигата на шампионите. Првиот голман на Динамо Букуреш Калифа Гетбан пристигна во Битола. Веќе ги одржа и првите тренинзи со новите соиграчи, го запозна градот и веќе се аклиматизира во новата средина. I'm very happy to come back to Macedonia, but in this time with another team, it's Palestine. I'm so happy to come back here. About the team, I think we have a very good team that we must fight for the title in Macedonia, and we have the Champions League also. So it will be not easy season, I think, but we must fight for every game. About Bitola, I know the city, so it's a very nice city. I visit here 3-4 times before. Now I'm living here, and I really like the city, the people also. So I don't feel that I am, let's say, stranger. I feel I'm home again. To say about Champions League, it's the best competition in handball. So I think it's very important for Palestine to play this season the Champions League, and I think it will be very interesting season for us, and it's one big challenge. Тренерот Јович и стручниот тим менаџер Шундовски прозиваа во Битола. На првиот тренинг се појавија новаилиите србинот Борзаш, данецот Нилсен, словенецот Цехте. Со наспевки и со ведрина беше означен новиот почеток во кој што зелено-белите гледаат кон сите домашни предизвици и кон елитната Лига на шампиони. Време е за нов почеток, овој пат Еврофан Перистер како шампион на Македонија со задоволство стартува една сезона во која што ќе представува нашата земја и во Лигата на шампионите. Збор 2 за периодот кој што го искористивте за одмор, но и за подготовка за новата сезона. Каков Еврофан Перистер да очекуваме и каков Еврофан Перистер ќе ја представува Македонија на меѓународна сцена оваа сезона? Па добро, ние од наша страна како тренерски тим, како управа, како менаџерски тим ќе направиме се достојно да го представиме нашиот град, нашиот клуб во Лига шампиони и нормално се стремиме да ги исполниме целите во домашното првенство и куп надпреварување. Екипата во овој момент има 4 засилувања, но се уште е во фаза на конструкција. Што недостига на ростерот и збор 2 за начинот на кој што ќе се подготвувате во следните 7 недели до официјалните надпревари? Така, добро, па ние нашата визија и цел е да направиме квалитетен спој на наши млади играчи, македонски играчи, дополнително со квалитетни странски играчи. Не би сакале да имаме преголем ростер па да се гучиме и ние како тренери и играчите да ги гучиме кроз сите тие надпревари, така да мислам дека уште 1 до 2 засилувања и мислам дека е тоа ќе направиме добар тим за тоа што ни престои за оваа сезона. Што се однесува до подготовките, од утре одиме на висински подготовки во Маврово, после тоа сме на 2 меѓународни турнири во Добој од 15 до 18 август и во Охрид до 23 до 26 август сме на тие 2 меѓународни турнири, каде во третата фаза се подготвуваме во Битола и мислам дека спремно ќе дочекаме стартот и на нашето првенство и на Лига шампиони. Благодарам, се надевам дека добро ќе се подготвите и дека Еврофан Перистер ќе биде она што навивачите го очекуваат оваа сезона. Благодарам на вас и јас сум сигурен дека тоа ќе го исполниме оваа сезона. И честитки за новата функција во твојот клуб, во твојот Перистер. Еве, на каков тим најде и што недостига за комплетирање на ростерот за оваа сезона која што предстои, во која што Еврофан Перистер се враќа онаму каде што му е местото во Лигата на шампионите? Ви благодарам на вашето добродојде. Во ист момент, значи, имам чест, задоволство и огромна одговорност да бидам дел од водството на овој наш познат македонски бренд.
се соочуваме со еден можеби историските моменти за нашиот град, за нашиот клуб, да играме Лига на шампиони во овој систем на јакосна Лига на шампиони, каде што сме во група со едни исклучителни јаки противници. Сигурно дека екипата во првиот момент како сме задоволни од страна и на стручниот штаб како изгледа, но таа екипа сигурно дека ќе биде надополнета со неколку нови имиња. Не сакаме да брзаме затоа што во овој момент нас приоритет не е квалитетот на играчите, квалитетот на засилувањата, а не бројност. Не сакаме да дојдеме во ситуација да имаме повеќе бројност од квалитет, затоа што во овој тим овие се вистински шампиони, тоа го покажа во неколку наврати и не сакаме во ниеден момент да дојдеме во ситуација да го успориме нивниот развој. Зборува и за навивачите, за симпатизерите, за армијата на фанови на Пелистер, која што со нетрпение ги очекува оние сервисни информации за надпреварите, за билетите, за забавата која што клубот ќе понуди на европските надпревари оваа есен. Па сигурно дека им должиме тоа на навивачите. Без нашите верни навивачи сигурно дека не можеме да стигнеме до нашите посакувани цели. Во овој момент единствен приоритет ни е тоа да добиеме 100% потврда дека ние ќе играме во Битола, а имаме таква најава дека утакмиците на преварите од Лигата на шампиони ќе играме во нашиот град и само е таа единствена причина зашто и малку касниме во подготвувањето на сезонските билети. Знаете, не е исто да играме пред нашата публика и да одиме во некој друг град. Тоа за нас би било можеби најголемиот пораз. Добре дојдовте во Македонија, добре дојдовте во Битола. Еве како дојде до таа можност да заиграте за шампионот на Македонија и кои се вашите први импресии од клубот, од контактите и од луѓето на кои што наидовте тука во Македонија? Прво да се баш сам сретан што дошao, nadam se da će biti sve ok, da ćemo napraviti dobre pripreme bez ozljeda i to da ćemo krenuti u sezonu ako ko što treba. I za mene baš znači neki nova sezona i novi klub i da ćemo osvojiti što više treba. Pa počeo bi od impresije, stigao sam juče uveče i jako mi se sviđa grad, kako sve to funkcioniše, kako ljudi uživaju u lepom vremenu. Čuo sam isto da grad jako prati rukomet i video sam na nekim utakmicama da su navijači neverovatni i to mi je bio jedan motiv da zaigram pred njima i naravno da probamo da ostavimo što bolji rezultat u Ligi šampiona i da odbranimo naravno titulu u makedonskom prvenstvu. Yeah, it's been good so far. I've only been here for one day, but I love the city. It's a great atmosphere. You know, there's a lot of people. Great weather. I'm looking forward to playing in front of the fans. I've seen some of the videos. It's crazy down here, so it's a whole different experience. I'm looking very much forward to it. Hopefully we can win a lot of games and follow up with the national championship last year. That's the goal this year, and then of course, impress in the Champions League. We'll do our best, every game, and yeah, it's going to be great. Какви впечатоци и импресии ви пренесе вашиот сонародник Урбан Лесјак за минатата сезона тука во Македонија? Puno sam s njim pričao i to sve, on mi je objasnio kako sve to ide, kakva je tu atmosfera i to. Oko toga stvarno rekao dobre riječi i nadam se da ćemo to ponoviti. Што значи за вас и за клубот настапот во елитата, меѓу 16-те најдобри? Pa za mene iskreno znači jedno veliko iskustvo i voleo bi da prenesem to i na ovu ekipu, da pomognem igračima koliko god je to moguće ili da pomognem ekipi u bilo kom segmentu igre, tako da bi se jako radovao da ako bi ostvarili cilj da prođemo iz grupe i da možda što da ne pobedimo i neku veću ekipu u osmini finala. Pa ne znam, vi ste stvarno fanatici što se rukometa tiče, to je u Srbiji malo drugačije, ljudi vole rukomet, ali ne kao vi, bit će mi čast i zadovoljstvo da igram pred vašom publikom i u vašoj zemlji i daću svoj maksimum da opravdam očekivanja. Tell us something about your way to play, your characteristic of the pivot. Yeah, I'm tall, I'm long. I like to move a lot. I like to defend. I like to be agile, and I like to play a different style, not just one style, but move around and be active in both the defense and the offense. So I would like to play a part in both ends. So yeah, that's how I play. So very aggressive and also
I love to give back to the fans. So yeah. Како и секоја година, Маврово беше вообичаената летна база на ракометарите на Еврофан Перистер. Таму беа одработени 20 тренинг сесии во 10 дена и беа избрани новите 3 капитени на македонскиот шампион. Жарко, некаде на половина од различните подготовки во Маврово, кои се првите импресии, како го минувате овој период, веројатно и се тешки нозете, меѓутоа велат дека оваа база која што ја поставувате во Маврово ќе биде база за цела сезона. Па да, секако супер тешки припреми. Почнавме жестоко од самиот старт, но знаете, ние сме шампионите на Македонија, кои заслужено ќе играат во Лига шампиони, ќе треба максимално да се спремиме, за да бидеме максимално подготвени за престојните предизвици. Голем дел од екипата која што освои титулата е тука, но има и 4-5 новајли, со оглед на тоа што се уште не сте во полн ритам на ракометни тренинзи, како изгледа новата структура на екипата? Па сите се добро дојдени, добро прифатени од самиот почеток. Како што кажавте и вие, на почетоков се базични, максимално се тренинзите за сила, за трчање, многу малце ракометни тренинзи, но по говорот на телото покажуваат сите дека се желни за докажување, желни да се покажат во најдобро светло во зелениот дрес. И мислам дека ќе биде една успешна сезона со многу забава и мислам дека на крајот ќе остане запаметена. Велат дека тие 18 години бреме на битолчани што ја очекува шампионската титула се веќе минато и дека сега ќе биде многу полесно кога практично треба да се одработи оно што сите го очекуваат. Се сложувате ли со тоа дека неголемиот дел од работата го завршивте со таа психолошка бариера и титулата во месец мај? Можам да се согласам и мислам дека голем дел од товара што се вика ни се спушти од грбот. Сега тоа ќе ни биде една мотивација плюс за војнина, максимално ќе бидеме ловени од сите во македонското првенство како прво. Тоа ќе ни представува еден предизвик плюс, каде што уште подобро треба и уште посериозно да го сватиме македонското првенство и плюс овие надпревари 16 во Лигата на шампионите, каде што тоа ќе биде еден спектакл, една представа за сите нас, каде што мора, како што кажав и ќе се повторувам повеќето, да уживаме пред се и што е можно поголем успех. Марио, Маврово е стандардна база на Еврофан Перистер. Има ли некоја разлика од подготовките во претходните неколку години и подготовките оваа сезона со оглед на тоа што се менува тренерите, начинот на работа, но се уште сме во фаза во која што базичните подготовки се подготовки на сила и ова се први денови во кои што работите со топка и мислите на ракомет? Да, па прво да кажам, има разлика, овие се најтешките припреви, мислам. Досега што сум ги имал и јас и некои играчи тука, сме подолго време во клубот. Другото, како што кажавте и сами, овие се базични подготовки, повеќе се работи на сила и на кондиција и на трчање, а помалку со топка. Ова ние мислам дека пети ден тука. Така да нормално е сега полека да се запознуваме меѓу нас играчите во игра, тоа е мислам најбитното, ракометниот дел и мислам дека добро ќе биде тоа се кога ќе почнеме да играме. Директорот Даниловски рече дека на екипата му треба засилување од квалитет, а не од квантитет, па поголем дел од играчите кои што пристигнаа се со искуство од Лигата на шампионите. Можеш ли да дадеш некој првичен впечаток што тие можат да донесат во ростерот? Па сите играчи што дојдоа во овој преводен рок ми се мене лично познати, сум ги гледал и во нивните репрезентации во клубови кои играле во Лига Шампиони и Лига Европа. Можам да кажам само пофални зборови за нив и сега кога веќе ги запознав лично, големи професионалци тренираат 100% секој од нив на тренинг и мислам дека тоа ќе биде од голема помош за нас за да имаме една добра сезона во Европа.
Зборува и за предизвикот кој сите го очекуваме, Лигата на шампионите. Клубот најавува дека ќе го положи организацијскиот тест. Што значат за вас противниците кои што веќе ги запознавме претходните неколку денови? Може да се направат повеќе дрим тимови од играчите кои што треба да гостуваат во Македонија, конкретно во Битола оваа сезона? Па да, оваа сезона ќе биде најголем предизвик за 90% би рекол, па и 100% од играчите во Пелистер, бидејќи играме голем дел од нас прв пат сме играли Лига шампиони или не во овај формат со екипи што ова година во група ни се пример Келси и ПСЖ што игра Final Four претходната сезона, исто така и во домашното првенство не очекува да го одбраниме трофеот. Некогаш се вика дека е потешко да го одбраниш него да го освоиш. Сите ќе сакаат да ни скинат скалп. Ништо тоа е најголем предизвик за сите нас во кариерата и навистина треба да ги искористиме овие 10 месеци долга сезона. И за нас лично како играчи, а потоа и за афирмација на клубот и на градот. Тука, како што спомнам градот, се надевам дека ќе имаме можност да играме во Битола, дека нема да мора да шетаме низ Македонија, дека све тоа што е организацијски ќе го положи градот. Менат со оглед на тоа што се загарантирани 14 надпревари во Лигата на шампионите, се надеваме и нешто повеќе од тоа. Бројот на официјални надпревари оваа сезона сигурно ќе биде поголем од оној минатата. Тоа значи дека оваа база која што треба да ја поставите во јули и август треба да трае таму некаде до крајот на мај и почетокот на месец јуни. Како се подготвувате тука во Маврова? Точно така како што кажа, не очекува еден голем период, тежок период, полн со многу надпревари. Како што знаеме, се подготвуваме за Лига шампиони, но го имаме тука и домашното првенство и најверојатно сека лигата. Не очекуваат премногу надпревари, се спремаме под полна пареја, се работи многу на физички план и почнуваме ќе почнеме уште малку и за тактичкиот дел и се надевам на една добра представа во Лига шампионите. Зошто и да не да пробаме да изненадиме многу фаворити во Битола и надвор. Велате дека најголем противник на Еврофан Пелистер во Лигата на шампионите оваа сезона е самиот Еврофан Пелистер. Со оглед на тоа што споредбено по квалитет, индивидуално, по буџет, сите ривали ја имаат предноста. Меѓутоа тренерите велат никој не смее да биде поборбен, похрабар, помотивиран од Еврофан Пелистер. Се согласувате ли? Да, јас се согласувам со тоа, затоа што некогаш не мора да значи буџетот на екипата. Битно е колку посакуваш таа победа, треба да си секогаш подобар од противникот без разлика тие каков буџет имаат и тоа све останато. Јас не го гледам тоа и се сложувам со тоа што го кажале тренерите. Зборува и за домашниот шампионат, сите ќе бидат мотивирани да го урнат шампионот, почнувајќи од засилените екипи во овој периоден рок Алкалит и видно изменетиот Вардар. Да, ова година не чекува вистинено интересно првенство, појачано првенство, како што знаеме Алкалит го појача својот ростер, исто така и Вардар е во доста изменет млад состав, така да ќе имаме вистина една многу тешка задача, затоа што јас мислам дека и така кажуваат сите дека полесно е, потешко е да ја одбраниш таа титула отколку да ја освоиш и ќе имаме вистина една истинско тешка задача и целиме на тоа и одиме секако да одбраниме таа титула и да ги освоиме уште двата купа на стартот Суперкупот и Купот на Македонија. Благодарам, се надевам дека добро ќе се подготвите и многу успех во официјалните напревари. Ви благодарам и на вас. Звонко некои од раковетарите велат дека ова им се најтешките подготовки. Но јули и август се месеци во кои се става на база за 10-месечна сезона. Очекуваме да играме многу и долго. Да, во секој случај период каде што треба да ги наполниме нашите батерии, период каде што капацитетот на плуќата мора да достигне максимум. Се тешки припреми, сега дали се најтешки, јас не можам да го кажам, но имаме една програма која што е доста захтевна,
можам да кажам, програма која што се надеваме дека во континуитет ќе му даде добра физичка спрема за по натамошниот тек на првенството, како во Лига на шампиони, така и нашето домашно првенство. Низ 10 теста во август ќе се бруси формата, одбравте силни ривали, 2 интернационални турнири и доволен број на превари за да го најдете вистинскиот систем, да ги имплементирате сите во тој систем и да бидат сите подготвени за оно што не очекува во септември. Во секој случај да, играме пријателски контролни надпревари со реномирани екипи. Треба и ние самите да видиме до каде се нашите можности, да знаеме како да реагираме поратаму, но сепак имаме верба во оваа екипа која што е се уште во стварање и мислиме дека е кадарна да се носи со секој предизвик, односно со секој противник. Клубот ова лето инсистира на доведување ракометари со профил Лига шампиони. Таков беше Борзаш, кој минатата сезона имаше извореден учинок за Елверум, таков е Цехте, кој што играше четвртфинале со Гок Гудме. Сега доаѓа Гетбан, еден голман кој што има европска титула и кој што претходните 2 сезони беше стандарден прв чувар на мрежата на еден топ тим како Динамо Букурешт. Што може да донесе Гетбан во Еврофанпелистер? Пред се сите овие играчи кои ги споменавте, се играчи со висок потенцијал, со висок квалитет, како што и самиот кажа, има искуство во надпреварување во Лига на шампиони, кој што ќе ни биде добро дојдено ова наша генерално млада екипа, да ја водат низ тие тешки надпревари и да му дадат едно дополнително искуство во еден таков вид надпреварување. Во секој случај со доаѓањето на Гетбане пред се очекуваме една стабилна позиција на голманската позиција, значи пред се ни требаат тројца врвни репрезентативни голмани кои што ќе ги носат тие надпревари, да кажам, блиску до еден егал резултат. Велат дека Пелистер никогаш немал вакво трио голмани. Гетбан, Лесијак, Кизич, квалитет, искуство, полетност, простор за напредок. Тоа и тоа како потребно за Лига. Во секој случај да, се работи за едно трио на доста квалитетни, искусни, млади, но и квалитетни голмани кои што, како што кажав, се надевам дека ќе ни бидат една добра сигурност зад грбот на одбраната. Ако некој знае каква е битолската публика, какви се навивачите, какви се нивните очекувања, тоа е Звонко Шундовски. Сите велиме дека Лигата на шампионите е за уживање, еден подарок за битолчани, за сите овие 18 години чекање. Но сите кои што ја знаат нашата публика, сите знаат колку високи се очекувањата, без разлика кој е наспроти Пелистер. Во секој случај да, и нашите очекувања се високи, значи ние не се предаваме, правиме, ствараме еден респектабилен тим и сигурен сум дека достојно ќе му се спротивставиме на сите противници. Доколку ни се укаже било каква шанса, можеме да изненадиме секако, но во секој случај ние ќе одиме на победа против секоја екипа, поготово во нашиот град и пред нашата публика. Благодарам, се надевам дека добро ќе се подготвите и многу успех кога ќе дојдат официјалните надпревари. Благодарам вас. Месец јули беше месец за почеток и на Еврофанпелистер 2, најмладиот суперлигаш и екипата која што е симпатична за цела Македонија, која што ги освои срцата на сите кои што ја следат ракометната игра. 3 години поред младите пелистерци играат во разигрувањето за титула, а целта е таа серија да расте и на 4-та сезона. Екипата никогаш не била помлада, полна е со битолчани, ги има дури 16 на прозивката, а представен и новиот тренер Михаил Петровски. Нов почеток за Еврофанпелистер 2, нов почеток и за вас како млад тренер по успесите во младинските категории. Сега промовирани сте во тренер на сениорската екипа на Еврофанпелистер 2. Што значи тоа за вас и на каков тим наидовте? Вече сакам да се благодарам на
спонзорот и председникот Зоран Чериев, што ми даде поддршка. Што ме ангажира како тренер на првата екипа, меѓутоа има голема одговорност затоа што наследувам една одлична екипа со одлични резултати од преместниот штаб Александар Танков и Аца Јурдич. Останува косторот сочинуван од млади ракометари кои што за цел имаат да напредуваат и да се наметнат во најракометниот град. Кои ќе бидат целите на Еврофан Перистер за оваа сезона и како ќе се подготвуваат? Значи, можеби ја предводам и најмладата екипа во првенството, просек 19 години. Сакам да кажам дека во оваа екипа, не знам колку години имаше 16 виколчани, од 23, значи 16 виколчани, 8-9 деца од школата, кои имат од 15 до 18 години. Така да наидваме на една најдобра млада екипа која што сака да работи, деца кои што сака да се докажуваат, кои што се желни за работа, за победи, така да мислам дека целите се исти и целиме на примарната цел ни е пласман во плей-оф. Во првата фаза останувате во Битола, во месец август ќе започнат и пријателските и турнирски надпревари, според вас за тоа како ќе ја гусите форма? Целиот тек на приправите ќе е во Битола, заради првите градина многу години сме се приемат таму, меѓутоа не е тоа никаков проблем. За кажем се некои пријателски срети, од кои две се со екипа на Еврофан Перистер. Петар, добре дојде во Битола, зборува за твоите карактеристики, за тоа каков ракометар си и на каков амбиент наидуваш тука во Еврофан Перистер 2. Здраво, како прво мило ми е што дојдов во Битола. Најдов на добар амбиент. Вчера кога се идев така, градот е полн, странци, домашни луѓе, добар амбиент. За мене, каков играч сум, да не речам млад, играм во два правци, одбрана напад. Тоа е. Позицијата кружен напаѓач во Битола е од секогаш обоена со многу познати, популарни имиња и низ историјата и сега во тимот на Еврофан Перистер. Можеш ли да ни постучиш некое име кое што е твој модел, твој идол, на кој што се споредуваш или сакаш да видиш? Сега во моментов нормално Жарко Вешевски и Василев Русинот, не знаеме каков е новиот сега што дојде. Така да повеќе македонци вака што биле пивоти, Стоилов би видел вака. Тие на нив се гледаат. Стефан, добре дојде назад во Еврофан Перистер. Сега си многу поискусен играч со оглед на тоа што во претходните неколку сезони имаш интернационални искуства. На каков тим најде и што очекуваш од тебе и од екипата оваа сезона? Прво, добре ве најдов. Видете, убаво е да се вратиш дома после 10 години, точно 10 години се враќам назад во Битола, во Перистер. Искрено очекувам позитивен исход во оваа сезона. Се надевам дека пред се ќе бидеме здрави, што е најбитно за нас. И се надевам дека ќе ја оствариме целта и на клубот. Ќе се покажеме пред домашната публика. Сметам дека ќе ги задоволиме сите страсти. Така да, ете, тоа е некое мое видување. Се надевам дека добро ќе се подготвите и многу успех во текот на сезоната. Ви благодарам многу. Месец август е месец во кој што за прв пат ќе имате можност да го видите шампионот на Македонија. Еврофан Перистер се пријави на два интернационални турнири, ТВ турнирот на шампионите во Добој и меморијалниот турнир во Охрид. Меѓу овие надпревари се дуваат тестови и против Охрид и против Партизан, а првите официјални надпревари се закажани за стартот на месец септември. Еве програмата на ТВ турнирот на шампиони, на кој што ќе играат 5 учесници во Лигата на шампионите, меѓу нив и најтрофејната екипа шпанска Барселона. Уживајте во летните денови и наскоро очекувајте ги новините поврзани со сезоната и со билетите за шампионатот и Лигата на шампионите 2023-2024.